Ух. Малко по-доставам. Я претерав. Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Како што гледате по насловот, денес имаме хол. Многу нови работи купив. Некои бјути работи, некои работи за дома, некои работи што ги најдов на попуст, што сакам да ви ги споделам со вас. Така да може да почнеме. Најпрвин од Росман. Ајде, нема сега, не ми се поделени за коса, за лице. Купував многу работи, па така да, што ќе ми се фати, со тоа почнуваме. Купив еден спреј. Овој спреј е за волумен, за коса. До сега го немам користено, имам некои други пробано од нив, од Исана, но не ми се бендизаат нешто баш. Овај пишува тука дека може да се има до 2 дена волумен. Да. И се става во коренот на кожата. Ќе го испробам и ќе ви кажам. Мириса како лак за коса. Мислам дека е добар. Имам такво предчувство. Потоа одиме на овој спреј. Капачето веќе го загинав, значи го користев. Ова е Limited Edition спреј за тело со глитери, со светки. Ево овде вака можете да видите. Ова нешто мириса прекрасно. Да можев да ви кажам како мириса, значи овошен свеж мирис на лето, на плажа, на темна кожа, така подсетува. Ова дефинитивно ви го препорачувам, доколку се уште го има, значи вреди. Само уште 2 спреја беа останато, значи дека вистина вреди. Не знам точно колку потрошив за сите овие работи, потрошив негде околу 80 евра во Росман. Не знам точно кој колку кошташе. Доколку ве интересира за некој од овие производи цена, може да ми пишете, па јас ќе ги најдам во нивната апликација. Следно купив лосион за тело. Ова е од Исана. Секогаш купувам лосиони за тело каде што пишува парфюм, затоа што само тие лосиони мирисаат онак како да сте ставиле парфюм. Да, исто и овде пишува дека добивате сјајна, светликава кожа како за лето. Јас го пробав. Беле, личи на крем, но кога ќе го намачкате на кожата и дава сјај, како хайлайтер, нешто слично. Многу убаво мирисе исто, посебно во комбинација со овој спреј. Пример, после туширање се прскате со спрејот, ставате крем или обратно, не знам точно како се прави тоа, ама перфектно е. Не, ставате крем па спреј, така. Да. Потоа, ето ова заборавив и дека го купив. Ова е спреј за... Знаете што, јас многу сакам вакви работи, но никогаш немам погодено некој SPF фактор спреј што ќе ми биде пример да се намачкам, па потоа преку него да се шминкам. Јас користам само неутрогена, во неутрогена нема заштитен фактор. Затоа се одлучив да го купам. Само тоа ме купи, затоа што овде пишува дека over makeup можете да го прскате и дека ќе ве заштити од 50+ UV. Да. Да кажам дека не можам да ставам шминка на друг крем, затоа што се уште немам пронајдено таков крем што би ми одговарал со шминка и така натаму. Значи, само ова over makeup ме направи да го купам овој производ. Се надевам дека функционира. Ќе видиме. Тоа е од Garnier и мислам дека се добри од Garnier продуктите. Уште нешто од Garnier, маска за кожа.
Јас ги купувам овие Hydra Bomb, тие секогаш стојат најгоре, барем во нашиот Росман, и овие ми се совршени. Пример, имате некој настан, сакате да одите сакате да изгледа вашата шминка предобра. Ова е нешто што мора да купите. Не мора да значи само од калинка, имате од авокадо, од не авокадо, од алоe вера и некои други работи, не знам, сега баш и не сеќам. Ова беше на попуст, затоа го зедов, но секогаш имам вакви работи дома. Да, има веганска формула, се што можам да ви кажам дека хидрира предобро, доколку имате сува кожа, ова ви е 100% препорака од мене, нема да зажалите. Вистина се малце поскапи, пример, од овие маски, што се вака, што немаат да се стават, туку мора да ги мачкате. Сепак ви препорачувам. Ова е маска со алоe вера, добивате две, јас едното веќе го искористив. Да, и овие се во ред, но, пример, оваа маска ја чувам за специјални прилики, оваа ја ставам еднаш неделно, така да ви кажам. Исто ја омекнува кожата, имате дури и од мртво море, од истите маски. Тие се, имам во едно видео оставано, можем да ви оставам линк. Мислам дека кажував за каква маска се работи, тука можете да видите. Но сепак имате поќе варијанти, пишува, можете да прочитате за што, која маска е. После тоа, нешто за коса. Ова веќе го користев, се познава дека е туткано отворено. Ова е помело маски за коса. Јас овие маски ги гледам на Инстаграм, секој ден ми излегува. Толку не бев одлучена дали да ги купам, дали да не ги купам. Сепак овој пат ги купив. Овие се навистина малце поскапи. Пример, ова кошташе околу 9 до 10 евра, не сум сигурна. Ова е маска со манго и шеја бутер. За хидрирање исто. Пример, за сува кожа. Сега јас пред некој ден ставив. Еве можете да видите како ми се сија, но тоа не значи дека одеднаш. Јас сум и фарбана, го користев и регенераторот што е во фарбата. Ќе видите, мислам, во следниот влог или влогот што е пред ова видео. Не сум сигурна како ми е распоредот. Ова имате препорака, затоа што јас обожавам хидрирана и сјајна коса. Не сакам сува коса, врвови суви, затоа што кога не ставам ништо, косата мене многу брзо ми се суши. Сега сум многу задоволна во смисла на тоа, како ја хидрирам и како ја чувам. И затоа ви го препорачувам ова. Сепак ќе ви дадам апдейт дали нешто ќе се случува, но од прв пат можам да кажам дека сум задоволна. Следно и нешто што многу сум возбудена е сет за избелување на заби. Како што може да видите, има паста за заби. Да, ваков шприц со некој етично забелење, како се вика тоа, не знам. И вакви. Сега ќе ви покажам. Ето шприцот. Еве пастата. Ова знам се става пред да се избелува забите. Тука имате како правилно се користи. И тука ги имам овие гуми што се стават вака. Имам една помала. Не. Да, една помала, една поголема. Искрено не знам зошто. Ево, тука имате упатство, како се тоа се користи. Тоа ќе го читам кога ќе го испробам. Исто ќе ви кажам дали функционира или не. Тука пишува дека до 8 пати побели заби. Максимално што може да се добија, што може одма се добие до 4 пати побели заби. Баш ме интересира. Јас секогаш испробувам вакви продукти за заби, баш ми е
сакам белиза. Следно, четка за заби за осетливи непца, затоа што имам проблем со непцата, ми се малце осетливи и некој пат ми се раскрвавува. Потоа купив, знаете, оваа Нивеа што ја користам секогаш ја купувам. Најдов сметка, значи да колку сакате да знаете кој производ колку кошта, само треба да ми пишете во коментар. Значи, имам уште една маска за коса, за лице, извинете, со витамин С, исто на 2 дела, значи за 2 употреби. Еве. Да, секогаш ги купувам овие маски, као што знаете, ми се екстра. Уште еден лосион за тело. Ова нешто што го имам користам во зима, ме потсеќа на лето и сега иди лето, но мене ме потсеќа на зима. Ванила. Ова е нешто незаменливо. Ова не знаете колку долго трае, ова е нешто перфектно. Што секогаш ќе го купувам. И што ме потсетува на убави спомени. Одиме понатаму. Купив нова пудра и нов коректор, верувале или не. Знаете што користам јас, колку време одлучив да купам, но искрено да бидам, се уште ги немам пробано и не можам да кажам дали се добри. Тоа морам првен да пробам, па да видам. Пример, би направила еден ревју, пола лице со Манхетен, пола лице со Армани. Тоа би било исто интересно. Еве. И Манхетен коректор, ова веќе го користев. Добро, за секојдневно, не знам. Да, и еден крем за раце, неутрогена. Рацете ми се суви, постојано ми се суви груби. Од многу работи што фаќам средства и такви работи. Ако знаете нешто помош, по мене стално ми се црвени, ме болат, ме чешаат. Испробувам секакви кремови. Мислам дека ова треба да ми помогне. Затоа што е 4 во еден крем за нега и за здрави раце. Тоа е тоа. Тоа е тоа што се однесува до Росман Хол. Сега продолжуваме понатаму. Тука не е крај. Јас знам, ностоп купувам работи. Реков дека овој пат ќе стопирам со Алиште и со сите тие работи, но едноставно јас не сум човек што може да се воздржи. Пример, влегов да се купам фарба, тоа го нема во холот затоа што веќе се нафарбав. Купив милиони работи и потрошив, како што ви кажав, 81,57 евра во Росман. Не знам дали имам фискални сметки од другиве работи, но сепак ќе ви ги покажам. Сега почнувам со работи за дома, домаќински работи, како што кажувам јас. Од каде да почнам? Да. Почнувам работи за дома. Например, нешто што стварно не ми треба, но стварно сакав да го имам, е оваа кошничка. Да, обожавам вакви работи. Не знам се уште зашто ќе ја користам. Јас имам толку многу работи што не знам што да ставам во нив. Секогаш ми е жал. Но ја купив. Тука има еден маркет, Byway, што се затвора и што се е на акција. Првим беше 25%, потоа сега 50% и затоа ова кошничка кошта само 10 евра, иначе 20 или 19, така нешто. Тоа е едно. После тоа, од истата продавница, овие перничиња што ги гледате зад мене, никогаш доста перничиња. Еве вака. Исто така, двете за 20 евра, едно кошташ 10 евра, но немате појма колку се меки. Овие се нешто душа, најмеки перничина што ги имам. Знаете, јас имам овие што ги гледавте во претходните видеа од Тему, имам и едно бушаво. Сега ќе ви споредам.
Тоа кошташе исто 10 евра, нормална цена, а овие кошта нормална цена 20 евра. Сега не знам дали можам да ви покажам која е разликата. Чекајте. Значи, ова е ефтино, ова е скапо. Може би се гледа, може би не, но овај фат со овај фат, ова е нешто премеко, ова не. И затоа немојте да штедите пари на вакви работи, немојте да видите како мене, затоа што овие работи купувате само еднаш, и ви останува за секогаш. Јас имам среќа, беше на акција, така искористив. Одиме понатаму. Сега започнуваме со работи од акцион, екшн, како е да се вика. Најпрви, сад за овошје. Тоа ми е за вкуња, јас имам еден, но сакав да си купам еден нов. Таму ми се допадна, мислам дека добро ќе ми се вклопува. Тоа сосем нешто надвор од темата, наливи никогаш доста, никогаш кога барам дома не можам да најдам, така да има. Купив една соларна светилка за тераса или двор, за масичка. Ова е соларна светилка. Само да видам како ова функционира. Зошто ова не свети? Не ми е јасно. Заради ринглайтот не свети. Значи, многу сакам да ви покажам. Еве, можете да видите малце. Исто како вистинска свеќа. Да исклучам лампа момент. Знаете дека обожавам вакви работи. Само телевизорот имам светлина моментално. Прекрасно. Прекрасно. Ги знаете и тие мои ламбичина што ви ги покажував во претходниот влог. Сега ги имам тука на зидот, можам да ви ги покажам. Еве, може да видите како изгледа. Веќе ги ставивме. Продолжуваме. Купив една вазна за цвеќина. Еве тука ми е сметката. Во акцион сум потрошила 21. Каква сума? Еве, може да видите. Ако се гледа. Да. Во нашата градина имаме цвеќина, така да понекогаш си бериме букет за дома. И затоа сакам да имаме една екстра вазна, да имаме една за тука, една за во кујњата, да можам повеќе цвеќина да ставам дома. Следно си купив калап за торта. Затоа што многу рецепти, многу работи зачувувам секогаш. Кога нешто сакам да направам, имам се освен калап. Секогаш. И морам да се позајмувам од сестра, мека ми и слично. Затоа одлучив овој пат да се купам и јас калап. Ете. Вакви работи ме прават најсреќна, искрено. Не знам зашто. Јас сум таков тип на човек. Ќе ви снимам некој рецепт, не се кирајте веднина. И последно нешто. Нараквици за градина. Како што знаете, тука во новото место каде што живеам, имам градина, имам цвеќина, имам се што секогаш сака. И затоа кога работам градина слично, ми требаат нараквици. Можам да ви снимам и такво видео, доколку сакате некоја работа в градина и слично, како чистам или садам цвеќина, такви работи. Јас обожавам да правам.
Така да. Во тој маркет каде што ја купив перничињата и кошницата потрошивме со Филип 39 евра, но купивме и едно куферче за прва помош за вкола, знаете тие што треба да ги имаме. Така да, значи тоа кошташе 5 евра, 39 евра. Во Росман сум потрошила околу 80 евра, во Byway околу 35 и во Акцион да речеме 20. Значи вкупно околу 135 евра сум потрошила за овој хол. Но сепак се работи што ми требаат и што ги користам, така да. Мислев дека ќе биде интересно, искрено се мислев дали да го снимам овој хол или не, но сепак може би ви дадов некоја идеја, нешто што ви треба, нешто што да купите или слично. Ови работи се искрено јас се што користам и што сакам да имам, што ми треба. Така да доколку нешто имате слично или некоја друга препорака за мене за овие работи, можете да ми пишете во коментар. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, сабскрайб, пишете ми коментар. Ние се гледам во следното видео. Чао!